Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Настаните кои го одбележаа денот ги донесуваме веднаш по најавите. Гледајте дневник. Центарот за истражување на Баракуда FX ќе биде сместен во Соравија, а планираните 1 милион евра ќе бидат вложени во опрема. Железницата во Македонија ќе добие комплетно нов лик, почнувајќи од набавка на нови товарни и патнички вагони, обнова на железничките пруги па се до реконструирани станици. Изградбата на експресниот пат Велес-Кадрифаково и автопатот Штип-Скопје ги поттикнува инвестициите во индустријската зона Овчеполе. Водечкиот ирски провајдер на софтверски решенија за глобалниот финансиски пазар Баракуда FX ја избра Македонија за своја идна инвестициска дестинација. Оваа компанија отвара центар за истражување и развој кој досега не бил присутен кај нас. Центарот за истражување што Баракуда FX ќе го отвори во Македонија ќе биде сместен во трговскиот центар Соравија во Скопје, а планираните 1 милион евра ќе бидат вложени во опрема. Ова денеска го соопштија првите луѓе на ирската компанија, која вчера на својата веб страна обелодени дека ќе инвестира во Македонија. Неколку пати досега сме биле тука. Благодарение на Invest in Macedоnia, вице-премиерот, ние бевме поттикнати од она што го видовме под еднакво технолошки и професионални перспективи. Инфраструктурата во економијата покажува дека тука се случува масовен раст, се гледа дека економијата се подобрува, универзитетите произведуваат високо квалификуван кадар, кандидати со кои се среќаваме и сме задоволни од тоа што го видовме. На крај, ова за нас беше лесна одлука да дојдеме тука и навистина сме среќни. Баракуда FX е компанија со седиште во Даблин. Соработува и испорачува софтверски услуги за најреномирани светски банки, но и финансиски институции. Носител е на престижни интернационални награди и признанија. Во држава влегува, благодарение на владиниот проект Инвестирајте во Македонија. Целта е да од она што сега го имаат како главен производ кој што е главно за тргување со разни валути на светските пазари, се развијат производи во Македонија кои што ќе бидат и во другите сегменти на финансиското работење. Она што е важно и интересно за нас е дека се работи за компанија и се работи за центар за истражување кој што не е типичен и досега не бил присутен во Република Македонија. Ќе се вработуваат само крајно стручни луѓе со многу високи вештини кои понатаму ќе одат на дополнителна обука во нивниот центар во Ирска. За 1 месец Баракуда FX планира да започне со работа. Процесот за вработување на луѓе во Македонија веќе бил отпочнат. Активностите на железничката во Велес се интензивираат. Наскоро старите простори ќе прераснат во модерни чекални кои ќе ги исполнуваат потребите на граѓаните. Во нив ќе се постават системи за грејење и ладење, што е на големо задоволство на граѓаните кои ги користат овие услуги. Се интензивираат градежните активности на железничката станица во Велес. Старите истрошени простории наскоро ќе прераснат во модерни чакални кои ќе ги исполнуваат потребите на граѓаните, а ќе бидат изградени и посебни простории за мајки со деца. Она што ќе биде на особено задоволство на сите патници е поставувањето на системи за грејење и ладење. Комплетно ќе се смени водоводната и електричната инсталација, предвидена е санација на фасадите, внатрешните зидови со соодветна термичка изолација, а ќе се изградат и нови тоалети. Како што знаете, ние во моментот го реконструираме целата пруга на коридорот 10 и тоа е во една двабока и завршна фаза. Исто така набавуваме нови композиции, нови вагони за патнички сообраќај, за товарен веќе набавивме 150. Овие за патнички треба да стигнат до нова година, до јануари, односно, во 2016 и реконструкција на железничките станици. Патниците со кои К1 телевизија успеа да поразговара, велат дека оваа реконструкција ќе го зголеми бројот на патници, но и на оние граѓани кои транзитираат низ Македонија. Супер идеја е, мислам дека ќе се подобри воопшто железничкиот транспорт. Се надам шом се реконструира железничката станица, вајде ќе се зголеми и бројот на патници. Преубаво е, се што се преубаво е. Не, патници се патници. Тие што се заводени паќаат. Возот е најефтин
и убаво е сега се. Со обновените патни станици, пругите и со 150 товарни вагони и пристигнувањето на новите патнички возови, ќе биде комплетирана модернизацијата на железницата во Македонија, истакна премиерот Никола Груевски. Тоа е една поврзана целина. Железничките станици да се реконструираат, самата железница да се реконструира и да се набават нови вагони, и товарни, и за патнички сообраќај. И мислам дека после оваа операција што ја правиме во овие три сегменти, дека железничкиот сообраќај во Македонија ќе биде многу покористен, повеќе користен од страна на граѓаните, бидејќи ќе имаат побрзи и поудобни железнички вагони, ќе има побрзи и побезбедни пруги и реновирани железнички станици. Реконструкцијата на коридорот 10 веќе е во длабока и завршна фаза, потенцираше тој. Со овој проект ќе бидат обновени 10 железнички станици во Македонија, меѓу кои станиците во Чашка, Прилеп, Битола, Богомила и Грацко. Над 1000 земјоделци од земјава не можат да остварат пензија. Не им се признаваат 10 години и 6 месеци од 1978 до 1988 година. Тие го исполнуваат критериумот старост. Истите се на возраст мажи над 64 години и жени над 62. Премиерот Никола Груевски посочи дека овој проблем ќе биде решен. Над 1000 земјоделци на ниво на земјава, од кои 430 од Струмичкиот регион, во моментот не можат да остварат пензија. Нив не им се признаваат 10 години и 6 месеци од 1978 до 1988 година. Земјоделците одамна навршиле старост над 64 години за мажи и 62 години за жени. Тие тврдат дека имаат платено пензиско и здравствено осигурување. Земјоделците од премиерот бараат решение. Тој проблем ќе биде решен или на првата или на втората седница на владата, веројатно на првата, ќе биде предложен закон со кој што ќе се реши проблемот на овие земјоделци за нивниот стаж од 78 до 88 година, така што ќе им биде решен проблемот со стажот за пензиско осигурување и брзо ќе дојде во парламентот. Значи, ако помине брзо на седница, очекувам некаде во наредните 10 дена да се најде во парламентот на Република Македонија и со тоа трајно да се реши проблемот на оние земјоделци кои што имаат проблем со нивниот стаж по законите од 78 до 88 година. Познавачите на проблемот велат дека истиот настанал со законските измени направени во 2007 година. Изградбата на експресниот пат Велес-Кадрифаково и автопатот Штип-Скопје ги поттикнува инвестициите во индустриската зона Овчеполе. Светиниколскиот регион веќе е поволно тло за бројни стопански дејности од каде екзистираат голем број семејства. Во најава се нови инвестиции кои дополнително ќе допринесат за економскиот развој на општина Светиниколе. Светиниколскиот регион станува се поатрактивно тло за домашните и странски инвеститори. Во индустриската зона Овчеполе веќе функционираат бројни стопански дејности, пред се од областа на прехранбената и земјоделската индустрија. Голем број светиниколски семејства екзистенција обезбедуваат токму од работните места кои се нудат од веќе постоечките фабрики. Локалната самоуправа веќе има изработен урбанистички план со кој се определени слободните парцели на кои може да функционира лесна незагадувачка индустрија. Тој имаме една маркица од 11.500 метри квадратни која што е Б1 или намена за комерцијални објекти која што се наоѓа буквално на самиот потек, на самиот пат, на брзиот пат Велес Штип, блиску до Клучката, која што е на новиот аутопат и мислам дека е многу атрактивна како локација. Според градоначалникот Зоран Тасев, има заинтересираност кај деловните субјекти, а веќе во најава се 2 потенцијални инвестиции. Имаме странски заинтересирани субјекти, последниот беше во делот на поставање на соларни панели, фотоволтаици за производство на електрична енергија, меѓутоа имаме и заинтересирана турска фирма која што сака да гради исто така Г2 лесна и незагадувачка индустрија. Ние стоиме на располагање на заинтересираните инвеститори. Атрактивноста на индустриската зона се зголемува паралелно со обновувањето на патната инфраструктура, која допринесува за лесниот пристап до овој регион. Како интензитетот на изградбата на патиштата, кој што ги гради владата на Република Македонија, посебно автопатот и брзиот пат, се повеќе оваа парче земја станува
атрактивно и интересно затоа што ќе биде лесно достапно во делот на инфраструктурата, а многу брзо поврзано со поголемите центри како што се околу нас. Тука ќе ги земам Велес, Штип и Скопје секој со изградбата на аутопатот и само по тоа добива тежина. Тоа ни дава една вака реалност дека ние во перспектива можеме да очекуваме на зголемена побарувачка на градежни парцели токму во тој дел. За објекти кои се од пошироко значење за заедницата, општината дополнително нуди финансиски олеснување на потенцијалните инвеститори во однос на комуналниот надоместок како и начинот на плаќање. Македонија е лидер меѓу земјите во регионот по афирмацијата за потребата од многодетни семејства. За 5 години колку што владата го спроведува проектот, родени се повеќе од 1200 деца како трети во семејството. Општина Градско, поточно селото Виничани, води по бројот на многодетни семејства. Растот на наталитетот е само еден од предусловите за зачувување на нацијата. Македонија е лидер меѓу земјите од регионот по афирмација на потребата од многудетни семејства. Јас сум трете дете од семејството, имам 2 сестрички поголеми од мене и многу ни е убаво. Јас имам постар брат, имам и помала сестра. Многу е убаво да си има и постар брат и помала сестра. Јас имам постар братче и многу ми е убаво што ме чува мене. Паричните средства кои државата ги исплаќа не се пресудни, вели Сања Димитрова, мајка на 3 деца. И самата растена во многудетно семејство, вели, децата се најголемото богатство. Колку повеќе деца, толку поубаво. Фала Богу што би рекле 2 се малце, 3 не се многу. Супер е да си има 3 деца, па и 4. Дека проектот за многудетни семејства е успешен покажуваат и бројките. Оваа учебна година во училишните клупи седнуваат дечињата родени во годината кога започнува и проектот на владата за многудетни семејства. За 27% е зголемен бројот на првачиња во општина Градско. Оваа година имаме за прв пат после 10 годишно уназадување, зголемување на бројот на првооделенците, односно тоа отприлика значи околу 27% во однос на претходната година. А исто така имаме зголемување и во ова подрачно училиште, со тоа што најголем дел припаѓа, најголем успех е на мерката трето дете. По бројот на семејства со повеќе деца, Градско е водечка општина во Македонија. Тоа донесува потреба од проширување на некои инфраструктурни проекти кои што досега биле доволни, меѓутоа сега веќе треба да се размислува за зголемување и за проширување, како на пример градинката во Градско која со полна пареа работи веќе година и пол. Во изминатите 5 години, повеќе од 1200 деца во Македонија се родени како трети. Од денеска започнуваат уписите во прва година на универзитетите во Македонија за учебната 2015-2016. Во оваа учебна година на 5 државни универзитети има 24.952 слободни места. На 5 државни универзитети, 24.952 места се слободни за упис во прва година во академската 2015-2016 година. Пријавувањето за кандидатите во првиот рок почнува оваа недела. На Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, 10.669 места се слободни, од кои 6.330 за редовни студенти во државна квота, 3.164 за редовни со кофинансирање на студиите и 1.175 за вонредни студенти. Првиот рок за запишување е на 13 и 14 август. Резултатите ќе бидат објавени на 18 август, а додека пак на 24 и 25 август е запишувањето на кандидатите. Вториот уписен рок на Скопскиот универзитет е на 3 септември, а третиот на 16 септември на факултетите на кои ќе има слободни места. На Универзитетот Свети Климент Охридски Битола вкупно 3803 места се слободни, од кои 2090 за редовни студенти во државна квота, 965 за редовни со финансирање на студиите и 748 за вонредни студенти. Првиот рок за упис на Битолскиот универзитет почнува утре и ќе трае до 14 август, вториот рок е на 2-3 септември и третиот рок на 14 септември. На Државниот универзитет Тетово за оваа учебна година слободни се 4650 места, од нив 2245 за редовни студенти во државна квота, 2045 за редовни со кофинансирање и 360 за вонредни студенти. На овој универзитет
Пријавувањето на кандидати во првиот уписен рок е од 18 до 21 август, а вториот од 1 до 4 септември. Универзитетот Гоце Делчев од Штип пак објави конкурс за 5390 места, од кои 3172 се за редовни студенти во државна квота, 1208 се за редовни со кофинансирање, 1010 за вонредни студенти. На УГД првиот уписен рок започнува денес па се до 14 август, вториот рок е на 24 и 25 август, а третиот на 4 септември. Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле од Охрид има 440 места за студенти во наредната академска година. Од нив 220 места се за редовни студенти во државна квота, 110 за редовни со кофинансирање и 110 за вонредни студенти. Првиот рок за пријавување на кандидатите таму е на 14 и 15 август, вториот на 3 септември и третиот на 16 септември. Помош за настраданите во Тетово, проект на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени. Вестите од Македонија. Хуманитарна акција за настраданото население од Тетовско се одржува до 15 август. Неделата на хуманост на Македонска пошта, да ја покажеме нашата хуманост, се спроведува преку поштенските единици во земјава. Акцијата се спроведува во соработка со Црвениот крст на Република Македонија. Заинтересираните граѓани и субјекти помошта во храна, облека, средства за лична хигиена и дезинфекција можат да ја предадат во сите единици на поштенската мрежа на АД Македонска пошта. Дистрибуцијата на хуманитарната помош ќе ја спроведе Црвениот крст на Република Македонија. Заинтересираните можат да се вклучат и со обезбедување парична помош. Црвениот крст на Република Македонија ќе ги координира активностите за прием на хуманитарна помош која ќе пристигне во земјава од меѓународни донатори. Во досегашниот период во хуманитарната акција на Црвениот крст обезбедена е помош од повеќе донатори. И понатаму се упатува апел до граѓаните да ја искажат својата солидарност преку активна поддршка на оваа хуманитарна акција. Проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени вчера во Неготинско демонстрираше неколку земјоделски мерки за прилагодување на лозарството кон климатските промени. Тимот на проектот на УСАИД и професор доктор Климе Белески, технички експерт за проектот за лозарство, укажаа на некои од стратегиите за прилагодување на земјоделското производство кон климатските промени, како што се употреба на UV заштитни мрежи, аплицирање на калциум карбонат и систем на кроење кои се употребуваат за заштита на лисната маса и плодовите од сончевите изгоретини. Беше демонстриран и процесот на аплицирање калциум карбонат во лозов насад. Проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени почна да се спроведува во април 2012 година од страна на мрежата за рурален развој на Република Македонија. Целта е да им се помогне на земјоделците да го зачуваат нивото на приход преку намалување на штетите предизвикани од промените во животната средина. Во Турција уапсени 12 членови на джихадистичката група Исламска држава. Повикувајќи се на Твитер профилите на припадници на Исламска држава, светските агенции објавија дека е погубен хрватскиот државјанин Салопек. Повикувајќи се на Твитер профили кои што ги користат припадници на Исламска држава, светските агенции објавија дека е погубен хрватскиот државјанин Томислав Салопек, кој беше киднапиран минатиот месец во Египет. Поставени биле снимки на кои се гледа наводно обезглавеното тело на Салопек. Тој беше киднапиран на 22 јули додека одел на работа во Каиро. Томислав Салопек работел за француската компанија Compagnie Générale de Géophysique. Снимка на која Салопек лечи во пустина покрај маж со нож во рацете, исламските милитанти објавија на 5 август. Тие бараа египетската влада да ги ослободи уопсените муслиманки, во спротивно се заканија дека ќе го убијат хрватот во рок од 48 часа. Египетските сили за безбедност покренаа голема потрага, а киднаперите не се огласија повторно. Турската полиција утрово спроведе операција против осомничени членови на джихадистичката група Исламска држава во 4 окрузи – Анкара, Истанбул, Хатај и Каракале.
Извршени се претреси на различни локации и приведени се вкупно 12 лица. Полицијата трага по уште 4 лица. Приведените се испратени на распит во полициското одделение за борба против тероризмот во Анкара. Турските власти вчера соопштија дека привеле 23 странски државјани, меѓу кои жени и деца кои се обиделе да влезат во Сирија и да им се придружат на борците на Исламска држава. Приведените се државјани на Кина, Индонезија, Русија и на Украина. Исламистички групации и провладините сили постигнаат договор за 48-часовен прекин на огнот во неколку градови во северозападниот дел на Сирија и на границата со Либан, соопшти Сирискиот центар за мониторинг на човековите права. Прекинот на огнот во градот Забадани, последен бастион на бунтовниците на границата на Сирија со Либан, ќе почне во 6 часот по локално време, 3 часот според Гринич. Прекин на огнот на 2 дена ќе има и во Фуа и Кафраја, 2 шиитски града во провинцијата Идлиб во северозападниот дел на Сирија, последните во регионот кои се во рацете на режимот. Спогодбата за прекин на огнот на 48 часа беше постигната меѓу борците на влијателната исламистичка групација Ахрар ал-Шам и локалните бунтовници од една страна и борците на Хезболах од друга. Ахрар ал-Шам е сојузник на групацијата Џебхат ал-Нусра, која е поврзана со Ал-Каеда. Сребро за велешанецот Миланов на отвореното првенство во Србија. Фудбалерите на Тиквеш 2014 започнаа со подготовки. Стартува 43-тиот струшки турнир. Домашни спортски вести. Двајцата најталентирани македонски кајакари, Александар Златаров и Виктор Миланов, учествуваа на отвореното првенство во кајак на диви води во Србија. Младиот велешанец Миланов учествуваше во јуниорска конкуренција и освои сребрен медал на водите во Ушче. Со тоа му го одзема и приматот на 2 години повозрастниот Златаров, кој доминираше во претходните изданија. Нови пат тој заврши на 5-та позиција. Младите кајакари изминатиот месец учествуваа и на Европскиот куп во Словенија. Златаров во конкуренција до 18 години заврши на 19-тото место, 39 надпреварувачи, а додека Миланово конкуренција до 16 години заврши на 22-то место, 41 надпреварувач. Тие на крајот од овој месец ќе заменат за Краков, Полска, каде што ќе се одржи Европско првенство, додека сениорскиот репрезентативец Љубомир Спасик викендов ќе учествува на светскиот куп во по Франција. Започнаа подготовките на кавадаречкиот третолигаш во спортскиот центар Јасмин под раководство на Диме Златев, Горан Стојановски и Петар Николов. Фудбалерите веќе започнаа да работат на својата физичка и кондициона подготвеност, каде што во новата фудбалска сезона во третата лига тие ќе атакуваат на пласман во втората фудбалска лига. Во блиска иднина се очекува тренинзите да продолжат на градскиот стадион во Кавадарци, каде ќе се работи на техничко-тактичкиот план. Исто така се очекува составот да биде надополнет со играчи од младинскиот и кадетскиот погон на Тиквеш 2009, кои неофицијално сезонова ќе останат надвор од надпреварувачкиот циклус. Од раководството најавуваат и ново освежување во составот на квалитетни и проверени играчи од градот, кои ќе му помогнат на тимот да ја оствари својата цел. Исто така раководството напорно работи за привлекување на спонзори и обезбедување на оптимални услови. Со тоа фудбалерите да можат непречено да се подготвуваат за третолигашката сезона, која започнува на 30 август. Со изведба на македонската химна од страна на учесникот на X-Factor, охригјанецот Боби Мојсовски, ќе биде официјално и отворен меѓународниот ракометен турнир во Струга. Турнирот почнува во среда на 12 август. Ќе трае во следните 4 дена. Финалето е предвидено за во сабота во 21:15 часот. Покрај ракометните возбудувања на овие екипи учесници, ќе сме сведоци на неколку ревијални надпревари. Турнирот ќе се отвори со еден ревијален надпревар помеѓу домаќинот Струга и
членот на првата македонска лига работник од Битола, значи две екипи од исти ранг во македонскиот ракомет. Самиот надпревар минатата сезона во ракометно првенство будеше доста интерес. Се одигра неколку добри мечеви помеѓу овие два клуба, пријателски клубови кои во иднина ќе гледаат нормално секој во рамките на своите програми да напредуваат оноку колку што имале зацртано, но ќе ги задржиме пријателските односи со нив. Ракометни возбудувања овој пат ќе се одвиваат на ракометниот терен во Струга, а ќе настапат и шампионите од своите земји како Бешикташ од Турција и Ел Замали од Египет. Како организационен одбор се потрудивме и мислам дека и успеавме и оваа година да го задржиме вниманието на ракометната јавност на Струга и Македонија со квалитетот на екипите и нивното име и она што се вика нивно CV, односно историја на клубот. Годинашни учесници се, ќе кажувам во групи, значи во првата група се Бешикташ, Динамо Букурешт и македонскиот вице-шампион Зомимак Струмица, додека во другата група се Сон Ремс Франција, Бенфика Португалија и шампионот на Египет и Африка Ел Замалек. Вториот ден пак како ревијален надпревар е предвидено Академијата на ракометниот клуб Струга, односно пионерската школа на РК Струга да одигра пријателски надпревар од ракометен клуб Охрид. Барса по пети пат го освои Суперкупот. Нови меѓународни трансфери. Шакири во дресот на Стоук нижи во преговори со Тотенхем. Галатасара е заинтересиран за Жервиньо. Вестите од меѓународниот спорт во продолжение. Фантастичен Суперкуп со 9 голови се одигра на вчерашниот надпревар во Тбилиси. Барселона и Севиља го одигра најефикасниот УЕФА Суперкуп во историјата, откако во регуларните 90 минути беа постигнати 8 голови. Севиља направи чудо во второто полувреме и успеа од 4:1 да стигне до 4:4. Банега го отвори резултатот уште во третата минута од слободен удар, а потоа на ист начин и тоа два пати се реваншираше Меси, постигнувајќи два прекрасни гола од слободен удар. Рафиња во 44-та минута с големи на 3:1, а Луис Суарес на почетокот од вториот дел донеси водство 4:1 за каталонскиот тим. Реес во 57 минута намали на 4:2, Гамаиро од пенал најави дека Севиља може до нерешено, а новото засилување Конопјанка во 82 минута постигна погодок за 4:4, со што мечот отиде во продолжение. Сепак во 115-та минута по слободниот удар на Меси, кој што го одбрани Бето, на одбиената топка налета Педро и ја смести во мрежата за конечни 5:4. Тоа беше доволно Барса да се закити со трофеј и по пети пат да го освои Европскиот Суперкуп. Репрезентативецот на Швајцарија Джерард Шакири во следната сезона ќе го носи дресот на Стоук, откако вчери дефинитивно стави подпис на договорот со премиер лигашот. Шакири пристигнува од Интер, тим кој ќе заработи 12 милиони фунти, што значи најскап трансфер во историјата на Стоук. Шакири во Интер пристигна од Бајерн Мюнхен, каде исто така не добиваше голема минутажа. Тој својата кариера ја започна во Базел, пошто замина во Бајерн Мюнхен. Оттаму направи трансфер во Интер, за сега да се пресели во премиер лигата во тимот на Стоук. Во меѓувреме Тотенхем е во финални преговори за ангажман на Клинтон Жи, откако Лион не прифати понудата на англискиот премиер лигаш со својот 21 годишен голгетер. Жи беше едно од најпријатните изненадувања во ланската сезона од францускиот шампионат, но сепак остана во длабока сенка на Лаказет, постигнувајќи 7 голи и 7 асистенции на вкупно 30 надпревари. Турските клубови не запираат. Најново е тоа дека Галатасарај е заинтересиран за ангажман на напаѓачот на Рома, Жервиньо. Управата на клубот наскоро ќе испрати официјална понуда до Рома за нивниот офанзивец, со надежда дека Галатасарај ќе успее да направи ударно дуо за следната сезона, составен од Подолски и Жервиньо, соопштува турските медиуми. Жервиньо минатата сезона одигра 34 надпревари и постигна само 7 погодоци, што е и причина управата на Калчо лигашот да се раздели со репрезентативецот на брегот на слоновата коска. Топло и сончево време имавме денес, слично време не очекува и утре. Еве ги деталите за временската прогноза.
Ви благодарам на вниманието. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно.